Преспанското езеро е едно од најмистериозните во светот, иако не е доволно истражено, раскажуваат жители на Преспа за А1. Во туристичката населба Претор се сретнавме со професорот по географија во пензија Симо Јоновски. Тој беше нашиот домаќин со кој обиколивме речиси цела Преспа, стигнувајќи се до границата со Грција. Во локалната продавница во Претор наместо за чудовишта се зборуваше за секојдневните проблеми. Кога ги прашавме дали виделе некакво чудовиште во езерото, само се насмевна и ни рекоа да не одиме помот на грците. Не кажа оти никој никогаш, па дури ни најстарите рибари немале средба со никакво чудовиште. Позади планината која што се гледа одовде се наоѓа селото Нивици на грчка страна од езерото, каде пред 10 дена се појави информација за наводно присуство на некакво чудовиште кое што било присутно во водите на Преспанското езеро. Кај македонците во Преспа оваа информација предизвика големи реакции. Некои сметаат дека станува збор за чиста пропаганда на грците во Преспа, додека други мислат дека можеби станува збор за така наречениот джиновски сом кој што го има во Преспанското езеро и кој што достигнува тежина од 200 до 300 килограми. А1 дојде во Преспа за да провери што на вистина има овде. Некои од преспанчани сметаат дека чудовиштето од сликата која се појави на BBC е можеби така наречениот джиновски сом кој живее во езерото, а кој достигнува тежина од 200 до 300 килограми, или пак краб кој кога се мрести скока над водата. Не се сеќавам точно која година беше кога во Албанија кај мал град островот Потон еден брод се удавија повеќе млади деца таму. И тогаш разбрав дека нуркачите кои што ги барале таму виделе во близина на островот големи сомови, се исплашиле од нив и го прекинале истражувањето. Па може би јас велам дека се работи за некој таков, да речам, джиновски сом. Можно е на овој свет има. Пропаганди за нас е убаво, за Преспа. Крие ли мистерии Преспанско езеро? Крие многу. И тоа местото Казани према Нивици крие. Чичко Симо е првиот преспанчанец кој го има препливано езерото во 1970 година. Вели дека иако изгледа многу мирно, Преспанско сушност крие многу тајни. Понекогаш по Преспанско езеро се случуваат работи кои што не се случуваат на другите езера. Например? 1976 година јас работев како просветен работник во Љубојно во Смалетката. Тоа беше сабота или недела, не се сеќавам точно, забележав некаде околу 1 часот беше на оној дел према грчката терија во близина на границата се издигна еден огромен воден столб во форма на печурка. После неколку, да речам 10 на 15 минути повторно се спушти. Тие се така наречени сешови, сеш географски, кои што се забележуваат повеќе на морињата отколку на езерата. Понатака се има случајно исто така зимно време беше во Преспанско езеро на овој дел издигнување на повеќе места така водени огромни млазови. На преспанчани и на жителите на Долнодупени, каде што во моментов А1 се наоѓа, не им требаат никакви чудовишта за да развиваат туризам. Велат, потребна е само добра инфраструктура, промоција на природните убавини и се разбира помош од државата. Мислам дека браќата од другата страна сака да си направат интервју едноставно, да си помогнат со туризам, хотелчето да им работи нон-стоп, таа нудистичката плажа што си имаат таму изгледа замрена му е, па сакаат поново. Треба и на македонскиот дел чудовиште за да се привлече туристи? Не чудовиште, сака работа. Тоа е само политика на грците. Измислуваат некои работи, додат таму да гледаат некои чуда, туризмот да го пропастат. Иначе нема ништо. Езерото е чисто, ние секој ден во езеро сме. Не ќе го видеше некој. Ако фрлие тие некој чудовиште, нека ги јади грците таму. Пред неколку дена бевме баш таму, према грчка страна таму има фрлено 2-3 мрежи и така излеговме и немаше риба. Се појави ли чудовиште? Не видовме ништо, не видовме. Инаку во Нивици, каде што се појави фотографијата која го обиколи светот, според кажувањата на рибарите, Преспанското езеро е и најдлабоко, достигнувало длабочина и повеќе од 100 метри. Можеби од тие длабочини, каде што има големи количини на риба, излегла и некоја джиновска риба. Дали Преспанско ќе биде второто Лохнес и со тоа да се надмине замирањето на туризмот во Преспа? Оттаму заминавме со верување дека мистеријата за некакво си чудовиште набрзо ќе се разреши.